Цената на услугите се главниот мотор на инфлацијата, тврди премиерот Христијан Мицковски, тоа го покажале деталните анализи. Најголемиот дел генератори на оваа инфлација се практично транспортните услуги, генерално услугите во целина. Да речеме ресторанските услуги, која ќе се споредат со минатата година, се околу 24-25% зголемени за истиот месец. Истото тоа важи и за транспортните услуги. Од храна најмногу овој вид на производи ја подгреваат инфлаторната стапка. Као овошјето имаме огромно зголемување, двоцифрено. Тука мислам на јаболките, бананите, лимоните и така натаму и така натаму. Значи одиме ставка по ставка, детал по детал, додека не дојдеме до конечната одлука што понатаму. Ова не е проблем само на Македонија, но и проблем на целиот Балкански регион. Инфлацијата е помеѓу 3 и 5%. Кај нас засега е позиционирана на 4,5%. Почнувајќи од Хрватска, Босна, Црна Гора, Србија, Бугарија, Грција, Унгарија и така натаму, отприлика инфлацијата во јули месец е меѓу 4 и 5%. И секаде е токму поради истото, а тоа се услугите. Тоа е најголемиот генератор во моментов на зголемено ниво на инфлација, односно инфлација меѓу 4 и 5%, повторно не е над 5%, туку меѓу 4 и 5%. Ова е причината за крајната внимателност на владата, кога се во прашање на носење на мерки со предзнак долгорочни. Затоа сме многу внимателни, во делот на носење на мерки, така што еве, јас тука би се задржал и очекувам дека оваа анализа многу скоро ќе биде готова и ќе бидеме многу внимателни околу мерките, бидејќи ви велам, производ по производ, илјадници производи се анализираат, групи на производи се анализираат, услуги, за да дојдеме до едно трајно решение.